Благодарам, почитувам подпредседател на Собранието господин Антонио Милошевски, почитуван заменик генерален секретар на Собранието, почитувани пратеници, почитувани медиуми, почитувани граѓани, дами и господа. Ми представува чест и задоволство што еве денес можам да го представам годишниот извештај за извршените ревизии за работата на Државниот завод за ревизија за 2023 година и во исто време да истакнам дека успешно заедно со тимот на вработени во Државниот завод за ревизија ја реализиравме годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2023 година, со што извршивме 66 ревизии, издадовме 100 ревизорски извештаи, офативме 140 субјекти предмет на ревизија и утврдивме 957 состојби. Поаѓајќи од меѓународните стандарди на Интосај, во кое што врховните ревизорски институции треба да направат промена во животот на граѓаните и степенот до која една врховна ревизорска институција може да го промени животот на граѓаните, зависи од самата врховна ревизорска институција. Тоа е врховната ревизорска институција да биде организација за пример, а дека навистина представуваме организација за пример покажува самиот степен изработка на годишниот извештај, во кој што во суштина представува ремек дело како и на кој начин треба да известуваат субјектите во јавниот сектор за своето работење, за состојбите во кои што имаат надлежности. Потоа, зајакнување на отчетноста, транспарентноста и интегритетот на државните органи и субјектите од јавниот сектор. Ако зборуваме за делот на отчетност и транспарентноста во работењето на Државниот завод за ревизија, морам да истакнем да искажам благодарност на вработените во Државниот завод за ревизија, во кое што неуморно започнувајќи 2020 година работевме и создадовме листа на засегнати страни, кој што на самиот момент започна со 40 засегнати страни, а овој момент имаме 1215 засегнати страни. Што значи бројот на засегнати страни? Тоа значи дека ако во преходниот период сме имале пасивна транспарентност, во која што не сме сакале да ги доставуваме или да информираме за утврдените состојби, во овој момент 1215 засегнати страни добиваат информација, конечен ревизорски извештај, дека истиот е објавен на веб страната на Државниот завод за ревизија, заедно со подготвен ревизорски абстракт или соопштение за медиумите и во последно време со соодветна презентација, а во текот на крајот на 2023 година и подготвување на презентација со користење на вештачка интелигенција. И демонстрирање на трајна релевантност за граѓаните, парламентот, трудовите засегнати страни, во кое што во суштина укажуваме на потребата од промена на одредени состојби во начинот на користење на јавните средства и оно што значи начинот на користење на средствата на даночната врзница. Дека состојбите не ни се такви како што треба да бидат, укажуваат и самите индикатори во кои што се посветени и содржани во самиот годишен извештај. Имено, од презентираните податоци во кои што укажуваме од одредената вредност за работењето на Државниот завод за ревизија, може да констатирате дека Државниот завод за ревизија и се одолжува на државата со тоа што, ако државата вложила 1 денар во своето работење, ние сме вратиле 60 денари, односно оно што значи помалку пресметани, помалку платени или неуплатени средства во буџетот на државата и во буџетот на општината. Ако сето тоа го сумираме, го потвориме во евра, изнесува 140.572.500 евра помалку или неуплатени средства во буџетот на државата и во буџетот на општината. Известуваме за несоодветното користење на јавните средства, известуваме во делот на неправилностите за додување на договорите за јавни набавки, за кои што впрочем и во преходните дискусии се зборуваше дека представува една од значајните теми за кои што треба да се дискутира. Известуваме исто така за изгубените грантови кои што изнесуваат 82.696.000 евра. Известуваме за помалку пресменати даноци на добивка. Известуваме за платени провизии за неповрачени средства од кредити и заеми. И кога зборуваме за платите за вработените воопшто, за вработените во јавниот сектор и избраните за именуваните лица, велиме дека нема средства. Јас би рекол дека има средства, само во суштина
немаме сили или не знаеме како да ги абсорбираме сите средства кои што стојат на државата. На крај, би сакал да истакнам дека загрижува податокот дека 46% од дадените заклучоци и мислења се неповолни во однос на финансиските извештаи и во однос на работењето на субјектите од јавниот сектор. Како Државен завод за ревизија се потрудивме да го зголемиме офатот на ревидираните јавни приходи и ревидираните јавни расходи и во исто време известуваме за степенот на преземени мерки по дадени препораки. Дали постои можност да се подобри оваа состојба во делот на преземените мерки по дадените препораки? Да. На кој начин? Само доколку собереме сили и храброст да ги разгледуваме клучните ревизорски извештаи во рамките на собранието со цел да се зголеми отчетност и одговорноста во работењето на субјектите во јавниот сектор и менаџерите кои се огрешиле да дадат одговор за начинот на менаџирање со средствата кои што им биле дадени на располагање. Во делот на транспарентноста би сакал да истакнам дека ако во текот на 2020 година нашата веб страна било посетена од страна 48.000 посетители, во овој момент, односно во 2023 година, таа посетеност изнесува 144.000 посетители или зголемување за 3 пати. Верувам дека со ваквиот начин на работење ќе обезбедиме соодветно контролно обкружување, ќе дадеме пример на кој начин треба да се управува со јавните средства и верувам дека ќе потикнеме дека оние што управуваат со јавните средства, а посебно со менаџирањето на капиталните инвестиции, ќе се запрашаат дали сме толку богати да платиме 26 милиона евра за неповлечени кредити, односно да платиме за нешто што не сме го искористили. Ако погледнете на првите 7 страни од самиот годишен извештај, ќе видите листата на 16 субјекти и степенот на искористеност, односно неискористеност на кредитите земите од меѓународните кредитни институции, за кои за жал имаме одлеени средства од страна на државниот буџет. Во исто време би сакал да укажам дека во самиот годишен извештај дадени се одредени системски слабости, кои што верувам дека сериозно ќе бидат сватени и сериозно ќе бидат преземени мерки од страна на надлежните органи, се со цел да се надминат системските слабости во однос на одредени закони, со цел да обезбедиме соодветно владење на правото. На крај, силно верувам дека собранието како партнер и надлежен орган за работењето на Државниот завод за ревизија како врховна ревизорска институција ќе обезбеди сили и можности да го донесе новиот закон за државна ревизија, ќе обезбеди сили и храброст да ја вгради врховната ревизорска институција во уставот на нашата држава, а со тоа ќе обезбеди зголемување на финансиската, оперативната независност, но и соодветно вреднување на трудот на ревизорите. Ви благодарам за вниманието.